Да започнеме со седницата. Почитувани членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, почитувани представници на медиумите, ја отварам 28-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. Констатирам дека на седницата се присутни председателот и 5 члена на Државната комисија и дека комисијата има кворум за полноважно работење и одлучување. Ви благодарам за присуството и ви посакувам успешна работа. За оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Предлог записник од 27-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата, одржана на 23.1.2026 година, усвојување на посебниот извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања за избор на градоначелници и советници во општините во Република Северна Македонија 2025 година, избор на заменик претседател на Државната комисија, постапување по предмети, прашања и предлози и постапување по пријави укажувачи. Дали некој од членовите на ДКСК има предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред? Доколку нема, констатирам дека ДКСК едногласно го усвои, односно го утврди предложениот дневен ред. Односно него ставив на гласање, кој е за предложениот дневен ред? Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред. Ги информирам представниците на медиумите дека во однос на последната точка од дневниот ред, постапување по предмети оформени по пријави од укажувачи, согласно законските прописи, седницата ќе биде затворена за јавноста и во однос на истата точка од дневниот ред ќе биде изготвен посебен записник. Преминуваме на првата точка од дневниот ред, предлог записник од 27-та седница на ДКСК, одржана на 23.1.2026 година. Предлог текстот на записникот ни е поделен во електронска форма. Дали во однос на текстот на предлог записникот некој од членовите бара збор? Доколку никој не бара збор, предлог записникот од 27-та седница на Државната комисија го ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека Државната комисија едногласно го усвои записникот од 27-та седница на Државната комисија, одржана на 23.1.2026 година. Преминуваме на втората точка од дневниот ред, усвојување на посебниот извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања за избор на градоначелници и советници во општините во Република Северна Македонија, одржани во 2025 година. Работниот текст на посебниот извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања ми е поделен текстот. Сакам да напоменам дека и оваа година следењето на изборите имавме поддршка од нашите партнери од ИФЕС со оглед на нашите ограничени кадровски капацитети и уште еднаш сакам во име на Државната комисија да им се заблагодарам за нивната поддршка. Посебниот извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања за локалните избори 2025 година представува сеопфатен преглед на финансиските аспекти на изборниот процес. Овој посебен извештај ги сумира клучните наоди од мониторинг и анализата на финансирањето на изборната кампања за локалните избори 2025 година со фокус на транспарентноста, отчетноста и усогласеноста на пријавените приходи и расходи со правилата за изборното финансирање. Во основа, наодите потврдуваат дека моделот на финансирање и начинот на известување остануваат доминантно зависни од јавните средства и сопствени внатрешни извори на учесниците, додека инструментите за проверка и споредливост на податоците и натаму се ограничени од системски слабости во регулативата и во административната практика. Во овој период ДКСК оформи вкупно 43 предмети по поднесени пријави и предмети оформени по сопствена иницијатива, со наводи за сомневање за прекршување на изборниот законник и Законот за спречување на корупцијата во текот на изборниот период, од кои по 38 предмети донесена е одлука од страна на ДКСК, а во 5 случаи постапувањето е се уште во тек. Постапувајќи согласно законската обврска за водење на регистар на службени возила, од денот на распишување на изборите и во овој изборен циклус беше ставена на располагање на јавноста веб апликацијата Регистар на возила на државните органи, органи на локалната самоуправа, јавните предпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал
со цел пријавување на недозволено користење на службени возила за изборни цели. Од вкупно 1514 институции, според податоците на Централниот регистар на Република Северна Македонија, оваа обврска согласно законски утврдениот рок беше исполнета од вкупно 635 институции кои доставија податоци, односно 42%, додека 879 институции, односно 58% воопшто не доставија податоци. Од обработката на доставените финансиски извештаи и увидот во банкарските сметки на учесниците на изборната кампања беше констатирано дека во однос на вкупните приходи, податоците покажуваат евидентирани приходи во износ од 568.501.722 денари. Од нив најголемиот дел се однесуваат на средства наменети за платено политичко рекламирање, односно 46,7% од вкупните пријавени приходи. Следуваат донациите од физички лица со 21%, како и средства пренесени од редовните сметки на учесниците во висина од 31,4%. Помал удел имаат донациите од правни лица и непаричните донации, кои изнесуваат 0,8% од вкупниот пријавен приход. Што се однесува до трошоците на изборната кампања, во доставените финансиски извештаи учесниците пријавиле вкупни расходи во износ од 301.456.267 денар. Структурата на расходите јасно покажува дека најголемиот дел од средствата се насочени кон реклама и пропаганда, односно 75,6% од сите пријавени расходи. Оваа категорија опфаќа широк спектар активности поврзани со активности надвор од платеното политичко рекламирање, а опфаќа трошоци за промоција, продукција и дистрибуција на промотивни материјали, креативни и маркетинг услуги, како и други промотивни услуги што ја поддржуваат видливоста на кандидатите и листите на советниците во јавноста. Втора најзначајна категорија се расходите за одржување на предизборни собири во износ од 8,3%, додека третата по обем категорија се стручните услуги и истражувања 7,3%. Останатите трошоци кои се направени се за транспорт и логистика со 4,4%, репрезентација и гостителство се пријавени 1,8%, изнајмување простор за време на изборна кампања 1,4% и останатите категории како печатење и издавање, материјали, ситни трошоци, финансиски трошоци и давачки има значително помало учество во однос на првите три категории на потрошени средства за изборната кампања. Како резултат, во идните изборни циклуси потребни се унифицирани стандарди за евиденција и јасни правила за консолидирање на носител, учесник, како и појасна врска меѓу банкарските податоци и наративно-табеларните форми на извештаите. Повторно се отвора прашањето за неопходност од дигитализирање на процесот на водење и известување на финансиските извештаи со цел навремено, унифицирано и транспарентно водење на процесот. Констатираните состојби се во согласност и со оценките на релевантните меѓународни актери кои континуирано укажуваат на потребата од унапредување на рамката за финансирање на кампањите со посебен фокус на транспарентноста, надзорот и правилата за политичкото рекламирање. Конечно, кумулативниот ефект од утврдените наводи е јасен. Иако постојат основни механизми за финансиско известување и јавна отчетност, нивната ефикасност е ограничена од начинот на кој се дизајнирани правилата, особено за локални избори со 2 круга, избор на советници и користење на поголем број на изборни сметки од исти учесници, од недоволна унификација на извештаите, од практичните пречки за целосна верификација преку банкарските докази. Овие слабости во значаен дел се повторуваат и од претходните изборни циклуси, што упатува дека потребни се појасни и поцврсти решенија во изборниот законник и во подзаконските правила, за да се обезбеди реална справедливост, следливост и навремена јавна контрола на изборното финансирање. Ова накратко беше кусо резиме од содржината на нашиот посебен извештај, во кој се нотирани сите активности од страна на учесниците на изборната кампања поврзани со финансирањето на партиите и одредени слабости како и препораки за нивно надминување. Во таа насока отворам дискусија дали некој од членовите бара збор по однос на текстот на предлог посебниот извештај. Доколку никој не бара збор, посебниот извештај за
следењето на финансирањето на изборната кампања за локалните избори 2025 година го ставам на гласање, ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека Државната комисија го усвои посебниот извештај согласно законските прописи. Последниот извештај ќе биде доставен до Собранието на Република Северна Македонија, а и ќе го објавиме на нашата веб страна. Ги известувам представниците на медиумите дека поради техничко доуредување на текстот, истиот ќе биде објавен во понеделник, наредната недела. Ви благодарам. Сега преминуваме на третата точка од дневниот ред, избор на заменик председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Имено, како што знаете, истекува мандатот на актуелниот заменик председател и согласно членот од Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, каде што председателот и членовите на ДКС од своите редови избираат заменик со мандат од 6 месеци. Согласно нашиот деловник, ротацијата, по принцип на ротација го вршиме изборот, се врши согласно азбучниот редослед на презимињата. Согласно тој азбучен редослед, следен член на комисијата по редоследот е господја Софија Спасова Мендарска и оттаму господја Софија Спасова Мендарска, членот на ДКС, ја предлагам за заменик председател на Државната комисија за спречување на корупцијата во наредниот 6-месечен период. Во однос на предлогот, ве молам да се произнесете дали има некој нешто да додаде. Доколку нема, предлогот Софија Спасова Мендарска да биде избрана за заменик председател на Државната комисија за спречување на корупцијата го ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека Софија Спасова Медарска е избрана за член на за заменик председател на Државната комисија за спречување на корупцијата со мандат од 6 месеци. Софија, ти честитам на изборот и ви посакувам успешна работа. Колеги, ви благодарам за довербата. Ни посакувам на сите успешна и ефикасна работа во предстојниот период. Благодарам. Благодарам, Софија. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред, работа по предмети. Предлагам како и досега принципот на реферирање по предмети да биде по ротација согласно азбучниот ред на презимињата. Оттаму го повикувам како прв членот на комисијата Зоран Богоевски да реферира предмет. Повели Зоран. Благодарам, председателе. Предмет број 08-2812 од 2025 година. Предметот е оформен по собствена иницијатива, од причина што комисијата по извршен увид во своите евиденции констатира дека лице, именувано лице во законски предвиден рок по избор и по престанок на функцијата директор на Државен просветен инспекторат нема поднесена изјава за имотна состојба и интереси. Постапувајќи по овој предмет, издадовме 2 прекршочни налози, и тоа за сторен прекршок по член 82 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и сторен прекршок по член 82 став 3 од истиот закон. Истите платни налози беа уредно примени од страна на лицето, кое изврши уплата на половина од законски предвидената глоба во предвидениот рок, односно 8 дена, поради што констатирам дека комисијата нема елементи за понатамошно постапување во овој случај и предлагам постапката по предметот број 08-2812 од 2025 година да се заклучи. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Сега му давам на збор член на комисијата господин Сервет Демири. Поведете. Добар ден на сите. Ви благодарам, почитувам председател Емирдита, протеđici на газетарот. Почнувам со предмет од областа на корупција. Предмет број 12-2632 од 2025 година до Државната комисија за спречување на корупцијата преку електронска пошта е поднесена пријава од познат поднесител со наводи за сомневање за прекршување на законските одредби во изборниот процес поврзани со постапување на овластено лице на јавно предпријатие, пошто е оформен предметот. По пријавата се наведува дека овластеното лице на јавно предпријатие ги користел јавните ресурси на предпријатието на начин што на кандидатот актуелен граѓанин на одредена општина му овозможил користење на автобуси по собственост на јавно предпријатие за политичко
рекламирање, при што дел од автобусите биле брендирани со негови фотографии, редниот број под кој настапува на изборите, како и со символите на политичката партија на која и припаѓа во периодот по 30.9.2025 година, односно во време на изборната кампања. Постапувајќи согласно член 23, став 1 и 2 од Законот за спречување на корупцијата и судење на интереси, Државната комисија побара и обезбеди релевантни податоци и документација од надлежни институции. Од увидот во доставената документација е утврдено дека јавното предпријатие застапувано од ВД директорот има склучено договор за услуга за давање на користење со надомест на рекламни површини на автобусите за јавен превоз и на автобуските стојалишта со правно лице за период од 5 години. Во член 4 став 1 точка 8 од договорот е предвидено ограничување во однос на одредени видови рекламирање, но не е предвидено изречно дозволување на политичко рекламирање. Во известувањето доставено до ДКСК, политичката партија наведе дека нема склучено договор со друштвото што управува со рекламирање, додека правниот субјект изјави дека нема склучено исто така договор, нито остварено деловен однос со организатор на изборна кампања, политички субјект или кандидат. Имајќи ја предвид целокупната документација и утврдената фактичка состојба, Државната комисија оцени дека автобусите како средства во сопствените на јавно предпријатие, чиј основаш е единица на локална самоуправа, представуваат јавни ресурси во смисла на член 36 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судење на интереси и ограничувањата офатени во член 8б од Изборниот законник. Со овозможување на нивно користење за политичко рекламирање во периодот на изборна кампања, директорот постапил спротивно на наведените законски одредби, со што наводите изнесени во пријавата се основани и потврдени. Имајќи го предвид сето горе наведеното, ДКСК утврди дека наводите се потврдуваат за констатираните прекршувања на законските одредби, ќе постапи согласно Законот за спречување на корупцијата и судење на интереси и ќе инициира постапка до надлежен орган. Предлагам на комисијата предметот да се запира, наводите изнесени во пријавата се потврдуваат за констатираните прекршувања на законските одредби, ДКСК ќе постапи согласно Законот за спречување на корупција и судење на интереси и ќе инициира постапка до надлежен орган. Благодарам, Сервет. Значи, овде комисијата констатира дека во одредена општина од страна на јавното предпријатие, односно е овозможено незаконско користење на јавни средства за политичка кампања и да појаснам за новинарите, кај нас постапувањето ќе се запре, а ќе доставиме иницијатива за надлежно постапување на друг надлежен орган. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање госпоѓа Билјана Каракашева-Шулев. Повелете. Благодарам. Предмет број 12 1421 од 2025 година. Предметот е оформен врз основа на пријава поднесена од непознат подносител, а во пријавата се изнесуваат наводи за сомневање за незаконитости во постапка за вработување. Пријавата е поднесена против декан на Факултет за биотехнички науки при еден од државните универзитети во Република Северна Македонија. Подносителот укажува на одредени незаконитости при постапка за вработување на еден наставник во сите наставно-научни звања кои што се однесуваат на говедарство, генетика и селекција на домашни животни, а постапката била спроведена по оглас објавен во февруари 2025 година. Видно од доставената пријава, истата била доставена и до други надлежни органи, Државниот просветен инспекторат, Основно јавно обвинителство, како и Министерството за внатрешни работи. Се обративме до овие институции, побаравме да ни достават информации и при тоа од доставените информации се констатира дека веќе се води постапка во надлежното основно јавно обвинителство,
а исто така постапуваат и другите институции, односно Министерството за внатрешни работи по издадена наредба од страна на ова јавно обвинителство. Имајќи предвид дека за истите наводи веќе се води постапка во надлежно основно обвинителство, предлагам постапувањето пред ДКСК да се запре, затоа што крајниот исход, дури да се констатираат неправилности, е доставена пријава до обвинителство, кое што не извести дека веќе постапува. Благодарам, Милјана. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање господја Софија Спасова-Недарска. Повелете. Благодарам. Предмет број 09-392 од 2026 година. Предметот е оформен по поднесена пријава од страна на непознат подносител, која што пријава е поднесена против лице со наводи против службено лице со наводи дека истото е вработено како административен службеник во општинска администрација, а на локалните избори 2025 година бил избран за член на совет на истата општина и дека и покрај тоа што по верификацијата на мандатот бил должен веднаш да ја прекине работата во општинската администрација или да поднесе оставка од советничката функција, тој не го сторил тоа, туку според наводите од пријавата активно учествувал во работата и гласањето во советот. Државната комисија најнапред изврши увид во својата евиденција за избор, именување и престанок на функција и утврди дека ова пријавено лице било избрано за член на советот на општината на ден 12.11.2025 година, а на ден 14.11.2025 година од страна на институцијата е пријавен престанок на функцијата на истото лице. Заради правилно и целосно утврдување на сите факти, побаравме и информации и податоци од општината и врз основа на доставената документација констатиравме дека пријавеното лице е вработено во општината на раководно работно место, раководител на оделение за даноци, такси и надоместоци. Доставено е уверение за избран советник, издадено од општинската изборна комисија, од кое што е видно дека пријавеното лице било избрано за член на советот на општината според резултатите од изборите за членови на совет одржани на 19 октомври 2025 година. Извршивме увид во записникот од првата седница на советот на општината одржана на 12.11.2025 година, од која е видно дека на истата седница се верификувани мандатите на вкупно 19 членови на советот на општината, меѓу кои на пријавеното лице, кое што било присутно на првата конститутивна седница. Со документацијата е доставена и оставка од ова лице од функцијата член на совет, која што е заведена под архивски број на општината, со негово образложение дека согласно со член 8 од изборниот закон, член на совет не може да биде лице вработено во општинската администрација, поради што истиот се одлучил да даде оставка од функцијата и да продолжи да работи во општинската администрација. Видно од записникот од втората седница на советот на општината, одржана на ден 14.11.2025 година, е дека на оваа седница била констатирана оставката од функцијата член на совет на општината, поднесена од страна на пријавеното лице, пошто општината ја известила државната комисија дека е пријавен престанок на функцијата. Од тука, од сите наведени факти, утврдени врз основа на доставената документација, може да се констатира дека мандатот на пријавеното лице бил верификуван на конститутивната седница, при што од тој момент се смета дека истиот стапил на функција член на совет. Законодавецот го врзува настапувањето на правната последица мирување на работниот однос со објективно утврден момент, тоа е денот на верификација на мандатот, што значи дека во момент на верификацијата избраното лице влегува во режим на правна неспојливост и мора да го усогласи својот статус согласно со законот. Во конкретниот случај, пријавениот поднел неотповиклива оставка истиот ден кога била извршена верификација на неговиот мандат, што не укажува дека веднаш постапување на функцијата презел действија за надминување на состојбата на неспојливост, без да остави временски простор во кој што би се реализирало фактичко и истовремено извршување на функција член на совет и извршување на работните задачи како вработен во истата општина.
Ваквото постапување е во согласност со член 44 став 7 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, со кој што изрично е пропишано дека на службено лице кое што е вработено во локалната администрација, доколку биде избрано за член на Совет на општина, односно градот Скопје, работниот однос му умирува согласно со закон и тоа со денот на верификација на мандатот. Поради тоа, ценам дека во конкретниот случај пријавеното лице постапило навремено и согласно законските обврски, со што не е сторена повреда на Законот за спречување на корупција и судир на интереси, поради што предлагам постапката да се запре. Јасна е ситуацијата. Ве молам, колеги, да гласаме. Кој е за предлог одлуката? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Весник, сега сум јас за реферирање, имам два предмети. По азбучен ред, што е пред Дж? Предмет број 083332 од 2025 година се работи за предмет оформен по сопствена иницијатива во однос на што ги отворивме предметите за градоначалниците на општини кои не поднеле во законскиот рок изјава за имот на состојби интереси. Тука се работи за лице кое во законски предвиден рок по престанок на функцијата градоначалник на општина не поднело изјава за имот на состојбени интереси, поради што ДКСК за констатираниот прекршок му издаде прекршочен платен налог за прекршок по членот од 82 став 3 од законот. Лицето во законски предвидениот рок од 8 дена ја плати половина од изречената глоба, поради што нема елементи за наше натамошно постапување. Инаку да појаснам уште еднаш за новинарите, сите лица за кои констатираме прекршок, кои ме изречен глоба, кои ќе постапат или имаме правосилна постапка пред на нашата прекршочна комисија, сите ги објавуваме на нашата веб страна, значи може да имаат увид согласно членот 98 од законот за констатираните прекршоци. Во однос на ова предлог одлука предлагам да донесеме одлука да се запре постапувањето. Ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Член за реферирање, господинот Весник Џемаили, повелете. Благодарам, председателе. Предмет број 12/2773 од 2025 година од страна на познат подносител поднесена е пријава против директор на Општинско основно училиште. Во наводите се укажува на сомневање за незаконско постапување на директорот со спроведување на постапка за вработување по распишен јавен оглас во време на започнатиот изборен процес. Дополнително подносителот се жали и на несоодветно и незаконско постапување, вознемирување и нарушување на работната атмосфера од страна на директорот на училиштето. Државната комисија со цел прибирување на потребни податоци и информации заради целосно утврдување на фактичката состојба во пријавениот случај достави барање за прибирање на податоци и информации до надлежни институции, Државен инспекторат за труд и Државен просветен инспекторат, од каде во законскиот утврдениот рок беа доставени одговори со бараната документација. Од извршениот увид во целокупната документација по основниот предмет, ДКСК ја утврди следната фактичка состојба. Државниот инспекторат за труд изврши вонреден инспекцијски надзор во училиштето, видно од записник за извршен инспекцијски надзор од 23.12.2025 година, каде инспекторот не утврдил никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор во делот дали работодавачот ги запознал вработените со забраната за вршење на вознемирување на работното место. Исто така и Државниот просветен инспекторат извршил вонреден инспекцијски надзор во училиштето, видно од записникот за извршен вонреден инспекцијски надзор од 15.10.2025 година, во кој е наведено дека не се утврдени неправилности во постапувањето на директорот при спроведување на предметната постапка за вработување на наставен кадар, пошто од страна на Државниот просветен инспекторат предметот бил запрен. Дополнително во однос на наводите од пријавата дека постапката за вработување се спроведувала во изборен процес, која заради лично толкување на одредби од изборниот законник од страна на вработената, подносителот на пријавата е воедно и член на училишен одбор, истата не пристапила кон евалуација на документацијата доставена од кандидатите за вработување.
Од страна на Државната комисија се разгледани одредби од изборниот законник кои го уредуваат предметното прашање, што и констатира дека посочената одредба упатува на исклучок во случај на итни и неодложни работи утврдени со член 2.29 од изборниот законник, односно член 2.29 од изборниот законник нагласи дека случај на итни и неодложни работи покрај останатото се вработувањата на определено време на наставен кадар за непречено одвивање на образовниот процес. Врз основа на горе наведеното, ДКСК утврди дека предметите наводи се однесува на постапки за вработување на наставен кадар во училиштето кој е неопходно за непречено одвивање на образовниот процес во периодот во која се спаѓа со периодот на распишани локални избори 2025 година, кој постапки не ги забранува изборниот процес во овој период, потаму заклучи дека наводите не се потврдуваат додека наводите изнесени во пријавата за вознемирување на вработената од страна на директорот, поднесителот има право да бара заштита пред надлежен суд согласно член 36 од Закон за заштита од вознемирување на работното место. И врз основа на наведеното, Државната комисија утврди дека во конкретниот случај нема елементи за натамошно постапување по предметот и поради тоа предлагам постапката пред ДКСК да се запира и истиот да се затвора и архивира. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање, господин Богоевски, повелете. Благодарам, председателе. Предмет број 12-1309, од 4.2025 година. Предметот е оформен врз основа на пријава од познат подносител. Во пријавата се изнесени наводи за сомневање за незаконски поднесена оставка од функција ВД директор на комунално јавно предпријатие. Наведено е дека ВД директорот го прекинал работниот однос и функцијата директор спротивно на Законот за јавните предпријатија. Во насока на утврдување на фактичката состоја побаравме од општината да ни достави информација и од комуналното за работниот однос на посоченото лице и неговото разрешување од функцијата ВД директор. Со добиениот одговор и пропратна документација констатиравме дека лицето било именувано за ВД директор на 9.1.2025 година. Истото на 9.4.2025 година има поднесено барање за неотповиклива оставка од функцијата ВД директор. Подносно доставеното барање, општината не била во истиот момент не била во можност да постапи, бидејќи мандатот на актуелниот градоначелник истекол на 1.4.2025 година. И по ова барање е постапено веднаш по именувањето на ВД градоначелник на општината, односно на 24.4.2025 година. Имајќи го предвид наведеното, утврдивме дека наводите за незаконски поднесена оставка на ова лице не се потврдуваат, поради тоа што согласно Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси немаме елементи за понатамошно постапување. Заради наведеното, предлагам постапката по овој предмет 12-1309 да се запре. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката е ставен на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Повели Сервет Немири. Благодарам. Предмет број 12-2883 од 2025 година. Доставена е пријава во која се изнесени наводи од страна на непознат поднесител за сомневање за незаконитости и прекршување на изборната кампања во страна на независна коалиција која го користела логото на едно јавно предпријатие при објава на реклами содржани на својот профил на социјална мрежа Facebook, по кој е оформен предметот. ДКСК со цел утврдување на фактичка состојба во предметот достави барање за доставување информации до независната коалиција и до јавното предпријатие. Од доставената документација, ДКС констатира дека пријавените наводи не се поврзани со надлежности на ДКСК и предлагам на комисијата да се запира постапката, бидејќи нема елементи за натамошно постапување.
Благодарам Сервет. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање Билјана Каракашова Шулев. Благодарам. Предмет број 12-1532. Предметот е оформен врз основа на пријава поднесена од непознат подносител. Пријавата е поднесена против службено лице, државен правобранител за одредено подрачје, а наводите во пријавата се однесуваат дека пријавеното лице не поседува диплома за завршен правен факултет, односно според подносителот поседувал несоодветна диплома од странски факултет. Имајќи го предвид наведеното, побаравме податоци од Министерството за правда и Министерството за образование и наука. Видно од податоците доставени од Министерството за образование и наука, службеното лице кое што е пријавено во конкретниот предмет има извршена нострификација за странска високообразовна квалификација, односно донесено е решение од 2009 година со кое диплома издадена исто така во 2009 година од правен факултет при Универзитетот во Приштина е признаена во Република Македонија како документ за завршено високо образование и е стекнат стручен назив дипломиран правник. Имајќи го предвид наведеното, не се потврдуваат од наводите од пријавата дека истиот нема соодветна диплома, поради што немаме основ за понатамошно постапување и предлагам постапувањето да се запре. Благодарам Билјана. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање Софија Спасова Медарска. Повеќе. Да, предмет број 08 3367 од 19.12.2025 година. Ова е од предметите кои што ги оформивме по собствена иницијатива поради неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси од страна на новоизбраните градоначалници на општините. Имено по извршен увид во базите на податоци со кои што располага Државната комисија, констатирано е дека избраното лице како градоначалник на општина од Источна Македонија во законски предвиден рок од 30 дена од денот на избор на функцијата нема поднесено изјава за имотна состојба и интереси, со што постапил спротивно на одредбите од член 82 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и сторил прекршок казнив по член 109 став 1 алинеја 1 од истиот закон. За констатираниот прекршок, Државната комисија издаде прекршочен платен налог и истиот уредно го достави до сторителот на прекршокот, кој што пак во оставениот рок од 8 дена од денот на приемот на налогот го плати износот на глобата за прекршокот и достави доказ за извршената уплата. Поради тоа предлагам постапката по предметот да се запре. Благодарам Софија. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Јас имам уште еден предмет готов за реферирање. Тоа е предметот број 09-3460 од 29.12.2025 година. Тука се работи за пријава поднесена од страна на познат подносител кој што укажува на состојба на судир на интереси кај лице вработено во јавна установа, односно во државен орган, при што укажува дека лицето користело боледување, породилно боледување и истовремено учествувало во кампања за избор на членови на совет на една општина, а во меѓувреме истото лице било избрано како член на совет на таа општина, со што подносителот смета дека лицето се довело состојба на неспојност на функција, односно користи средства, добива средства од повеќе државни органи. Имено согласно нашата законска регулатива не постои забрана лице вработено во јавен орган со статус на државен или административен службеник да биде член на совет на општина. Со стекнување статусот на член на совет на општина, во тој момент стекнува статус на избрано именувано лице и не може во друг орган да биде именувано, така да оваа состојба во која што се наоѓа лицето не е спротивна со нашиот закон и оттаму немаме елементи за натамошно постапување, поради што предлагам пријавата да се отфрли. Ве молам да гласаме. Кој е за предлог одлуката? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање господин Бесник Джабај. Благодарам. Предмет број 08-3339 од 2025 година.
Предметот е оформен по сопствена иницијатива за неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси од страна на службено лице по престанок на функцијата градоначелник на општина. Согласно наведеното, поради констатираниот прекршок од одредбите од член 82 став 3 од Закон за спречување корупција и сидори на интереси, казни по член 109 од истиот закон од страна на службеното лице, Државната комисија изготви записник за констатиран прекршок од 16.1.2026 година и издаде прекршочен платен налог. Службеното лице на ден 28.1.2026 година извршило уплата на половина од законскиот предвидената глоба во рок, видно од доставената уплатница, заверена од 31.2026 година како доказ за извршена уплата. И врз ова на тоа, ДКСК констатира дека нема елементи за натамошно постапување. Во конкретниот случај, поради тоа предлагам постапката по предмет да се запира и да се затвори архивира. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање господин Зоран Богоевски. Благодарам, председателя. Предмет број 12-3235, 12.2025 година. Оформена е врз основа на доставена пријава со изнесени наводи за сомневање за незаконско и пристрасно работење на јавна установа Меѓуопштински центар за социјални работи, а во постапка за доделување на право за грижа, чување и воспитување на малолетно дете. Подносителот наведува дека постапувајќи по неговата жалба, поднесена против решение и првостепено донесено од страна на јавната установа, Министерството за социјална политика, демографија и млади има донесено решение со кое уважува неговата жалба и предметот го враќа на повторно одлучување пред јавната установа. Според подносителот, јавната установа и во повторното одлучување нема постапено по нападствија на второстепениот орган и повторно ги нема утврдено сите факти и околности. Подносителот пријавува дека не е задоволен од ова решение и смета дека јавната установа Меѓуопштински центар не постапил согласно член 84 од Законот за семејство и член 22 од Законот за социјална заштита. По разгледување на пријавата и релевантната законска регулатива, утврдивме дека немаме надлежност за постапување во овој случај и предлагам пријавата да доставиме на надлежно постапување до Министерството за социјална политика, демографија и млади, а предметот оформен по број 12-3235 да се отфрли. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање господин Сервет Демири. Поведете. Благодарам. Предмет број 12-2406 од 25 година, со која се изнесени наводи за сомневање за барање подкуп од страна на царински службеници во граничниот премин Богородица Спирција, од страна на полициски службеници пред граничниот премин Табановци Србија. Подносителот во пријавата наведува дека во граничните премини му побараат полициски службеници подкуп. По разгледување на содржината на пријавата, дека се констатира дека во конкретниот случај нема елементи за постапување, поради што пријавените действија се однесуваат на прашања кои не се предмет на надлежно постапување, туку се надлежни на друг орган, односно Министерството за внатрешни работи, и предлагам пријавата да се достави за надлежно постапување до Министерството за внатрешни работи. А во ДКСК предлагам пријавата да се отфрла, а пријавата со документацијата што е доставена, значи да се достави до МВР на надлежно постапување. Благодарам, Сервет. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање на Каракашов Шудев. Поведете. Предмет број 12-1520, станува збор за кратка пријава, која што не е во наша надлежност, поднесена од непознат подносител и се изразува сомневање за нелегален приклучок на водоводна мрежа од страна на физичко лице со дадени адресни податоци. Се наведува дека лицето има див приклучок на водоводната мрежа и согласно тоа и подолг период не ги плаќа ни на доместоците за потрошена вода. Имајќи го предвид наведеното,
Предлагам да ја отфрлиме пријавата, а исто така ја доставиме до јавното предпријатие на надлежно постапување. Благодарам, Билјана. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање Софија Спасова Медарска. Повелете. Предмет со број 08-3344 од 19.12.2025 година. Предметот исто така е оформен по сопствена иницијатива поради неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси од страна на службено лице по престанок на функција градоначалник на општина. Имено лицето со тоа што нема поднесено изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија во законски предвидениот рок од 30 дена по престанок на функцијата, постапило спротивно на одредбите од член 82 став 3 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси и има сторено прекршок казнив по член 109 став 1 алинеја 2 од истиот закон. За констатираниот прекршок му издадовме прекршочен платен налог и по уредниот прием во оставениот рок од 8 дена од денот на приемот го плати износот на глобата за прекршокот и достави доказ за извршената уплата. Приложам поставката по предметот да се запре. Благодарам, Софија. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Бестин Джемајки. Повелете. Благодарам. Предмет број 08-204 од 2026 година. Од страна на познат подносител поднесена е пријава против градоначалник на општина, која се однесува на неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси. Поради проверка на наводите од пријавата и утврдување на фактичката состојба, Државната комисија изврши увид во административната алатка на поднесени изјави за имотна состојба и интереси, како и во другите бази на податоци и констатира дека службеното лице, односно градоначалникот против кого е поднесена пријавата има поднесено изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија за избор и за престанок за вршење на функцијата градоначалник на општина во законски предвидениот рок од 30 дена и врз основа на горе наведеното, ДКСК констатира дека нема елементи за натамошно постапување во конкретен случај и констатира дека наводите од пријавата не се потврдуваат и поради тоа предлагам предметот да се отфрли и истиот да се затвори архивирот. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање Зоран Богоевски. Повелете. Благодарам, председателя. Ова е последен предмет што ќе го реферирам на оваа седница. Предмет број 12-3409, 12.2025 година. Оформена е врз основа на пријава од познат подносител, во која пријава изнесени се наводи за сомневање за злоупотреба на службена положба, како и можни сторени коруптивни действија од страна на судија во апелационен суд. А во врска со спроведување на судски процес воден во кривичен предмет за кривично дело измама. Имено, подносителот има добиено пресуда од страна на основен суд, која пресуда има обжалена во апелационен суд и по која жалба апелационен суд има донесено пресуда со која жалбеното барање на оштетениот е прогласено за безпредметно. Подносителот е незадоволен од постапувањето на судијата кој учествува во овој предмет. Од ДКС се бара да го приспита случајот согласно нејзините законски надлежности. По разгледување на оваа пријава констатиравме дека овие наводи и пријавени действија не се во наша надлежност, односно не се надлежност на постапување на ДКСК согласно закон спречување на корупцијата и судирот на интереси и за истите друг орган е надлежен да постапува. Потому предлагам оваа пријава да се достави на надлежно постапување до Судскиот совет на Република Северна Македонија, а предметот под број 12-3409 да се отфрли архивот. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање господин Сервет Демир. Повелете. Благодарам. Предмет број 12-3021 од 2025 година. Поднесена е пријава по која е формен предметот. Во доставената пријава изнесени се наводи за сомневање за злоупотреба на службена положба и сторени коруптивни действија од страна на суди извршители во долгогодишен судски спор воден против донес заклучок на Основен суд Куманово
заради поднесено барање за спредување и извршување од доверителот на една банка. Исто така, поднесителот е незадоволен од постапувањето на судиите кои учествувале во наведениот судски предмет, па од ДКС бара да се преиспита случајот односно нејзините законски надлежности. По разгледување на доставената пријава, ДКС констатира дека предметите, наводи и пријавите и пријавените действија не се во надлежно нејзиното постапување, а исто така од документацијата и од пријавата се гледа дека по моментот се постапува, за предмет постапуваат и други надлежни органи. Поради наведено, му предлагам на комисијата да се отфрла пријавата, бидејќи постапуваат други надлежни органи за пријавениот случај. Благодарам, Сервет. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање Билјана Каракашева Шулев. Поведете. Благодарам. Предмет број 081663 од 2025 година. Оформен е по пријава од непознат подносител за неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси од страна на ВД директор на комунално јавно предпријатие по престанок на функцијата. По проверка на податоците од базите со кои што располагаме, констатиравме дека лицето нема поднесено изјава за имотна состојба и интереси. При тоа за изборот на функцијата исто така нема поднесено, меѓутоа се води таа постапка во друг предмет. Конкретниот предмет е само за поднесувањето на изјава за имотна состојба и интереси по престанок на функцијата ВД директор. Истиот утврдивме дека бил разрешен од функцијата на 23.5.2025 година, не поднел изјава за имотна состојба и интереси во законски предвидениот рок од 30 дена. Поради констатираниот прекршок на одредбите од член 82 став 3 од законот, издадовме записник за констатиран прекршок и прекршочен платен налог. И со оглед на тоа што постапката за порамнување не беше успешна поради неподигнување на пратката, поднесено е барање за поведување на прекршочна постапка до прекршочната комисија на ДКСК, која донесе решение со кое што сторителот го прогласува за одговорен, што значи дека постапката понатаму продолжува пред прекршочната комисија на ДКСК. Имајќи го предвид наведеното, предлагам постапувањето пред ДКСК да се запре. Благодарам, Билјана. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање Софија Спасова Медарска. Благодарам. Предмет со број 08-3382 од 19.12.2025 година. Предметот е оформен по поднесена пријава од непознат подносител во која што се наведува дека лице пратени во Собранието на Република Северна Македонија нема исполнето законската обврска за поднесување на изјава за имотна состојба и интереси и дека ги нема пријавено своите банкарски сметки. Извршивме проверка на наводите од пријавата и увид во електронскиот систем на поднесени изјави за имотна состојба и интереси, како и во другите бази на податоци со кои што располага Државната комисија, пошто е констатирано дека пријавеното лице има поднесено изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија во законски предвидениот рок. Имено истото било именувано на функцијата на 28 мај 2024 година, кога се е донесена одлуката за верификација на мандатите на претендиците и за него лично. И изјавата има поднесено на 24.6.2024 година, значи на време. Во меѓувреме има направени неколку промени во неговата изјава, односно пријавено промени, а исто така утврдивме дека ги има пријавено и банкарските сметки за себе и за членовите на неговото семејство кои што ги има пријавено во анкетниот лист. Поради тоа наводите од пријавата не се потврдија и нема елементи за наше понатамошно постапување. Предлагам постапката да се запре. Благодарам, Софија. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Бестин Джумај. Благодарам. Само да известам дека е последен предмет ми е овој за денешната седница. Број 08-3318 од 2025 година.
Предметот е оформен по собствена иницијатива за неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси од страна на службено лице по престанок на функцијата градоначалник на општина. Согласно наведеното, поради констатираниот прекршок на одредбите од член 82 став 3 од Закон за спречување корупција и судирани интереси, казнив по член 109 од истиот закон, од страна на службеното лице, Државната комисија изготви записник за констатиран прекршок и издаде прекршочен платен налог. Истиот, односно службеното лице, во рок од 8 дена од денот на приемот на налогот го плати износот на глобата за прекршокот и достави доказ за извршената уплата. И врз основа на горе наведеното, ДКСК констатира дека нема елементи за натамошно постапување во конкретниот случај, поради тоа предлагам предметот пред ДКСК да се запира и се да се затвори архивира. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Сервет Демир. Повеќе. Благодарам. Предмет број 08 од област на имотна проверка. 083315 од 2025 година. Државната комисија по собствена иницијатива оформи предмет поради неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси од страна на службеното лице по престанок на функција на градоначалник на општина. Државната комисија, заради правилно целосно утврдена фактичка состојба, направи увид во Централен регистар на Република Северна Македонија и од историјатот на промени на субјектот во актот во основа на кој е извршена промената на овластеното лице, наведено е уверение за избран градоначалник на општина, издаден од Општинска изборна комисија, со што на истиот датум му престанува функцијата градоначалник на општината. Државната комисија по извршен увид во базите на податоци со кои располага, констатираше дека лицето во законски предвиден рок од 30 дена од денот на престанување на функцијата на градоначалник не поднел изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија за спречување на корупцијата, со што постапил спротивно на одредбите од членот 82 став 3 од Законот за спречување на корупцијата и на интереси од страна на лицето и сторил прекршок казни по член 109 став 1 алинеја 2 од истиот закон. За констатираниот прекршок Државната комисија издаде прекршочен платен налог и истиот уредно го достави до сторителот на прекршокот и истиот во рок од 8 дена од денот на приемот по налогот го плати износот на глобата за прекршокот и достави доказ за извршена уплата. Поради наведеното, предлагам на комисијата да донесе одлука да се забира постапката, бидејќи нема повеќе елементи за натамошно постапување. Благодарам, Сервет. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање е Билена Каракашова-Шулев. Повеќе. Благодарам. Предмет број 08-109 од 2023 година. Станува збор за пријава поднесена од познат подносител, во која што се изнесуваат наводи за непријавување на имотна состојба, односно неподнесување на анкетен лист и за стекнување на недвижен имот од страна на комунален инспектор во одредена општина. Имено, како комунален инспектор, пријавеното лице нема обврска за поднесување на анкетен лист за пријавување на имотна состојба, меѓутоа законот овозможува, доколку има одредено сомневање, сепак истата да биде проверена. Имајќи го предвид наведеното, за пријавеното лице побаравме податоци од Агенцијата за катастар на недвижности, Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи, Централниот депозитар за харти од вредност, Македонското кредитно биро и Централниот регистар на Република Северна Македонија. И при тоа по анализа на прибавените податоци констатиравме дека нема постапување спротивно на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Дел од недвижниот имот е стекнат уште пред да почне да го извршува работното место. А за дел исто така се, согласно податоците од Македонско кредитно биро, се подигнати и кредити. Така да, имајќи го предвид наведеното, предлагам на Државната комисија да донесе одлука со која што се запира постапувањето. Благодарам, Билјана. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена.
Следен за реферирање колегата Сервет Демири. Дали ви е последен Сервет предмет или предпоследен? Да, последен ми е Последен. за денешната седмица. Ви Овај. благодарам. Предмет во областа на судени интереси, предмет број 093311 во 2025 година. Предметот е оформен по собствена иницијатива врз основа на член 23 став 1 од Законот за спречување на корупција и судени интереси, од донесен заклучок на колегиум. По собствена иницијатива на ДКСК е оформен предмет против лице пратеник во Собранието на Република Северна Македонија поради непријавување на промена на интереси согласно член 85 став 1 од Законот за спречување на корупција и судени интереси. После проверката на Централниот регистар на Република Северна Македонија, ДКСК утврди дека на 16.9.2025 година е основано друштво за градежништво, трговија и услуги, каде како собственик се јавува лицето негова ќерка, а како управител се јавува лицето негов син. Имено службеното лице ја извршува функцијата пратеник во Собранието на Република Северна Македонија од 21.5.2024 година, пошто има доставена до ДКСК изјава за имотна состојба интереси, од каде ДКС утврди дека лицето е негова ќерка, а другото лице е негов син. При проверка на Централниот регистар на Република Северна Македонија, ДКСК утврди дека на 16.9.2025 година е основано друштвото за градежништво, трговија и услуги, каде како собственик се јавува лицето како негова ќерка како управител, а и лицето како управител негов син. Согласно наведеното, ДКСК по проверка на административната алатка на ДКСК на поднесени изјави за имотна состојба и интереси, утврди дека лицето не пријавило промена на интересите кај своите блиски лица во законски предвиден рок по рок од 30 дена од основањето на наведеното друштво до ДКСК. Во врска со наведеното, ДКСК согласно член 114 став 3 од Законот за спречување на корупција и судени интереси спроведе постапка за порамнување против лицето, пошто на записник констатира прекршок на член 85 став 1 од Законот за спречување на корупција и судени интереси, а казни по член 109 став 1 алинеја 3 од истиот закон. Издаде прекршочен платен налог. По понудената постапка за порамнување, именуваниот не извршил уплата на половина од предвидена глоба во законски предвиден рок, но до ДКСК достави приговор бидејќи смета дека записникот со кој е констатиран прекршокот е неоснован и донесен спротивно на закон и дека е погрешно утврдена фактичка состојба, односно достави доказ дека неговите блиски лица, ќерка и син не живеат во заедничко домаќинство со истото лице и немаат живеалиште на неговата адреса. Имено во приговорот лицето достави копија од лична карта за лицето нејзината ќерка, исто така и за нејзиниот син копија од лична карта дека живеат во друга адреса. Видно од поднесената изјава за имотна состојба и интереси од страна на лицето, ДКСК утврди дека неговата адреса на живење е различна од адресата на живење на неговите деца, водно од тековната состојба на друштвото за градежни тргови услуги, каде како собственик се јавува неговата ќерка и како управител неговиот син, е регистрирана на 16.9.2025 година, пошто ДКСК утврди дека лицето немал обврска да пријави промена на интересите согласно член 85 став 1 од Законот за спречување на корупција и судени интереси, со оглед на фактот дека неговите блиски лица наведени погоре не се членови на семејство во смисла на член 8 став 3 од истиот закон со кој е предвидено. Под поемот семејство во смисла на овој закон се подразбира брачниот другар, фон брачниот другар, децата, родителите, браќата и сестрите и други роднини со кои лицето од ставот 1 на овој член живее во заедничко домаќинство. После поднесените приговори и приложување на релевантни докази од страна на лицето во врска со постапувањето на овој предмет, ДКСК на колегиум одржан на ден 29
1.1.2026 година заклучи дека приговорите се прифаќаат, односно ДКСК констатира нова фактичка состојба во врска со постапувањето по горе наведениот предмет, пошто записникот за констатиран прекршок и издадениот прекршочен платен налог ќе бидат поништени и нема да произведат правно дејство во врска со истото. Поради наведеното, му предлагам на комисијата да донесе одлука да се запира постапката. По повторена проверка на фактичката состојба, ДКСК не констатира повреда на одредби од Законот за спречување на корупција и суди на интереси, поради што нема елементи за надомошно постапување. Со донесување на оваа одлука, постапката за порамнување поведена против службеното лице не произведе правно дејство. Благодарам, Сервет. Значи, овој случај на кратко, лицата ја оформиле фирмата од кога не живеат веќе во заедничко домаќинство со службеното лице, така да согласно законот не се обврзани да пријавуваат, лицето не е обврзано да пријави промена. Благодарам. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Со овој предмет констатирам дека не е исцрпен делот на точката за работа по предмети, така да што преминуваме на следната точка од дневниот ред, прашања и предлози. Во овој дел дали некој од членовите има нешто да додаде и дополни? Доколку нема, ги повикувам представниците на медиумите да постават прашања поврзани со работата на ДКСК. Поведете. Дали има прашања од присутните представници на медиумите? Доколку нема, констатирам дека и оваа точка од дневниот ред е исцрпена и благодарам на присутните представници од медиумите за покажањето истина за нашата работа. Дополнително членовите на комисијата ги повикувам во салата за седница да продолжиме со шестата точка на дневниот ред која е затворена за јавноста, односно постапување по пријави од укажувачи. Благодарам колеги и уште еднаш поздрав до присутните представници на медиумите.